Почитувани, и по 20 дена и по престанокот на врнежите, битолчани стануваат затрупани во снег, не можејќи да ги извршуваат секојдневните обврски. Во Битола скоро и да не постои исчистен паркинг простор каде што може да се паркира безбедно. Битолчани своите возила ги оставаат врз купови снег и на коловозите, со што се загрозува безбедноста и на пешаците и на сите учесници во сообраќајот. Граѓаните се во опасност кога се движат по заснежените и замрзнати површини. Во Битола не може да се паркира ниту во централното градско подрачје, ниту на паркингот на клиничката болница, со која стопанисува фирмата Градски паркинзи. А во меѓувреме, на платата на паркинг просторот си тече најнормално. Граѓаните плаќаат за услуга која не добиваат и притоа општинските служби се неми на целата ситуација. Според договорот што го добивме од страна на Градски паркинзи и општина Битола, одговорни за одржување и чистење во зимски и летни услови на паркинг просторот, со кој стопанисува ова предпријатие се фирми овластени за тоа, со кои паркинзи имаат склучено договори. Бараме Градски паркинзи и општина Битола да ни одговорат кои се фирмите кои се овластени за одржување на паркинзите. Дали такви фирми постојат и зошто истите не си ја завршија својата задача. Бараме паркинзите итно да се расчистат, бидејќи граѓаните плаќаат за тоа. Поради ваквиот неодговорен начин на владење, битолчани избраа промени. Потребни се нови, одговорни власти што ќе водат реални политики и ќе се грижат за реалните потреби на граѓаните. Едно прашање дали може дополнително. Што доколку еве самите рековте битолчани избра или не избра промени, ќе видиме на локалните избори. Што доколку СДСМ дојде на власт, што ќе прави со јавното предпријатие паркинзи, односно дали планирате одредена промена да постои или како би функционирало ова јавно предпријатие? Значи, од самиот почеток, кога се формираше ова јавно предпријатие, ние бевме против начинот на кој тоа треба да е формирано. Ние од самиот старт бевме за оваа гранка која ја стопанисува сега приватниот партнер, јавниот приватен партнер, да биде едно предпријатие од општина Битола. Ние, како идна власт, сакаме и ќе го протежираме тоа, ова предпријатие да стане едно од општинските предпријатија. Парите кои ги плаќаат граѓаните да бидат за граѓаните и за подобрување на нивниот живот во градот Битола. Дали тогаш светувате дека нема да биде ваква состојбата со паркинг просторите во градот? Па знаејќи да моќта на останатите јавни предпријатија, раководени од правилни и вистински луѓе, ќе бидеме спремни ова предпријатие да функционира како што треба, со техничка поддршка од сите останати јавни предпријатија на општина Битола. Фала.